Почитувани дами и господа, можам сега тоа слободно да го искоментирам, затоа што гледам дека просторијава веќе се наполни исто мажи, што особено ме фасцинира моментот дека од година во година бројот на мажите е се поброен на вакви под наводници женски настани. Дозволете ми да ви посакам топло добре дојде. Се надевам дека удобно се сместивте во вашите столчиња и ви ветувам многу убав разговор со ултра позитивни и прекрасни дами кои за кратко ќе ми се придружат, а како што е ред да се представам за оние кои што не ме знаат. Моето име е Маја Кузмановска, доктор по економски науки и професор на Бизнис Академија Смилевски. Ова сакам со гордост да го споменам, затоа што нашата институција години наназад ги поддржува овој и сите настани кои што ги организираат Катерина и Борис. Благодарност од моје име и од името на БАС Академија, посебно за честа која што ми ја дадовте. Катерина, Борис, благодарам, огромна одговорност имам денеска во овој час 45 минути. Енергијата, како што кажав, тука е присутна, е струи, заедно со моите гостинки уште повеќе ќе ја кренеме на едно завидно ниво. И не знам за вас, ама за мене овој ден е празник, а баба ми обично велеше дека на празник човек треба да дојде во чиста и нова рува. Па јас без двумење заминав кај најдобрите во нашата земја, Елена Лука. Се надевам дека ви се допаѓа аутфитот, како ме спастрија денеска. А уште повеќе сум сигурна дека ќе ви се допедни најавата на моите три соговорнички. Сега јас да си го земам само мојот подсетник. Малку да го покажеме овој прекрасен фустан, љубов на прв поглед. Визионер, лидер и пример за тоа како се создаваат брендови паралелно во неколку индустрии: мода, градежништво и дигитални медиуми. Синоним за врвна креативност, уникатност и безпрекорен квалитет. Почитувани, ве молам за огромен аплауз за нашата прва панелистка, Елена Пандева, Елена Лука. Благодарам. Денеска гледам сите се мушка. Браво. Ти благодарам за најавата. Повелете, може Каде да да се седнеме? сместите, па може на второто, Ајде, претпоставам овде ќе првото седам. столче Готово? резервирано за мене. Да. Уште една инспиративна и успешна жена на водечка позиција, спремна за иновации и врвни достигнувања во IT секторот. Билјана Шеновска, генерален менаџер на ИТД дистрибуција дел. Благодарам. Повелете, придружете ни се. Последната наша панелистка со подеднаква важност како и претходните две. За себе види дека е страстен верник во способноста на пишаниот збор кој може да направи разлика. Како студент по маркетинг, особено е заинтересирана за најновите стратегии за социјалните медиуми, раскажување приказни и брендирање. Ана Секуловска, програмски директор на стартап клуб Скопје. Како добра домаќинка, Ана, и вас ќе прегрдам. Браво. Благодарам многу. И благодарам, сместете си се. Да. Одлично друштво, нели? Да. Да. И ви се, за да ве гледам подобро. Ке ви се придружам. Може само да ни позавидат на вистина прекрасно, убаво женско друштво. Пред да излезам на бина, Катерина ме посоветува, вели професорка, заедно со три прекрасни размабитени дами. Не верувам дека 45 минути ќе ви бидат доволно. Сега, за да бидеме конструктивни и да им покажеме дека можеме да бидеме како жени јасни, кратки и инспиративни секако, меѓутоа конструктивни, ќе дадеме некои мали правила на игра. Ќе ве замолам на секое прашање од околу 4 до 5 минути максимум да се задржиме, за да можеме да си направиме еден убав разговор. Нема да мериме со штоперица, меѓутоа ќе се обидеме, нели, затоа што имаме таа женска интуиција, тоа да го предвидиме.
Ќе почнам Елена Пандева, никнейм Елена Лука, мислам дека сите така ве знаат во Така е. окружувањето, така сте Елена Лука. познат, така Да, сте а вие познат. контролирате го процесот колку брзо и долго ќе говориме, така да не се заборавиме, пошто прекрасна публика и инспиративно може да се забориме баш. Да, така. Би сакала едно прашање кое што ќе биде општо и секој од свој агол и од своја перспектива да го прокоментира, бидејќи сите жени тука сме, односно се дојдени да слушнаме некоја убава приказна, која што ќе ни прави, која што ќе ни биде наша инспирација за воиднина. Господи Елена, би започнала со вас накратко да ја споделите со присутните вашата приказна. Меѓутоа, би сакала да се сконцентрирате и да се фокусирате на онаа каписла, онаа првична инспирација, што беше она што ве мотивираше првично и што е она што до ден денеска ве мотивира и ве инспирира во работата и во животот, генерално бидејќи верувам дека тоа веќе е испреплетено и е едно. Благодарам. Приказната за Елена Лука многу пати сум ја раскажала, ќе пробам да бидам многу кратка. Значи, може би ете судбината била таква, сум се родила во едно такво семејство, имав одличен родител кој што беше навистина воркохолик, човек креативен, доста иновативен. Прв човек кој што во Македонија го создаде градежниот сектор, после предходниот поредок, социјализмот, едноставно немаше ни законска регулатива, некаде 80-тите години беше поставена ЖИКОЛ, првата градежна компанија која што беше во Македонија, и буквално уште од таму се моите почетоци. Активно работев со мојот родител и сето тоа од тука почна, меѓутоа мислам и дека може би има нешто и во генот, меѓутоа верувам дека најмногу во работата, во амбицијата и во постојаното надградување, уште како ученик едноставно бев посветена доста на работењето. Морам искрено да бидам и да кажам дека ништо од небо не паѓа. Мораме да се посветуваме со сериозен ангажман да влегуваме во сето она што го работиме за да направиме резултати. Првата моја фирма која што самостојно ја направив беше на мои 18 години. Значи, може би базата била поставена во тоа семејство во кое што живеев со моите родители, они беа исто фокусирани на работата, меѓутоа самостојно на 18 години имав првата компанија која што се занимаваше во тоа време, имаше потреба од такви, ги викавме стамбени задруги, некои правни ентитети кои што законска регулатива има комплетниот градежен материјал да поминува преку нив, а не преку градежните оперативи кои што изведуваат. И на тој начин се формираше таа компанија која што воопшто не беше едноставна за една девојка од 18 години да се вклучи во еден таков процес. Мојот татко се уште работеше во изведбата на градежишто, меѓутоа јас комплетно го водев тој дел на проток на градежен материјал. Практично тогаш се случи со моментот дека да работиш во приватен бизнес воопшто не е едноставна работа и генерално во бизнисот. Претпоставам сега моето искуство е такво, цел живот работам сама за себе, се надградувам, се борам. Оти сметам дека има мала разлика дали ќе бидете менаџер во одредена компанија на одреден сектор, па дури извршен директор да бидете, и е многу различно да бидете 100% приватен собственик со собствен капитал, со сериозни хипотеки и заложби и на крај на секој први да мислите како ќе обезбедите плата, и тоа е еден сериозен притисок, без никаква навреда, кажам, почитувам се што се труди и работи во бизнисот, меѓутоа уште на 18-19 години се суочив со тој феномен како да екзистира компанијата и да се обезбедат плати за нашите вработени. Исто друг момент кој што можеби отвори други димензии беше контактот со инспекциите, со тие што правеа ревизии на тие компании во тоа време, и денеска постојат такви институции, и едноставно сваќате дека тоа е сериозна работа и ќе внимавате кај ќе ставите свој подпис, каде ќе имате налог, дали е тоа затоа што е на многу одговорна работа. Така да, тоа беше времето на Анте Марковиќ и тие беа задолжителни компании, луѓето што работеа во градежништво ги формираа како такви. Тоа беше во наш интерес во тоа време да го работевме можеби некои 5 години и после се заврши како можност тоа да се работи. Наредно на 20 години паралелно со тоа што го работев во оваа компанија, ја отворив првата моја фирма за текстил. Таа беше повеќе поврзана со трговија, исклучиво за женски текстил, и увезвав роба од секаде и мислам дека тоа беше едно одлично искуство. Едно 5 години тоа го работев. Перманентно цело време работев во градежната компанија заедно со мојот татко и од тука се случија, значи многу е долга приказна, меѓутоа некаде пред можеби 17 години ја формирав Елена Лука, модниот дел. Во градежништвото цело време паралелно работев, меѓутоа Елена Лука добро ја познавате, реално направи сериозна револуција во делот на модата во Македонија. Вклучи многу жени, сериозен развој, внесе светска мода
вложуваме многу во едукација, во развој и сето она што го работиме. За пред 10 години пак да формирам уште еден ентитет, се одвоив од таа градична компанија која што беше семејна, ја превзема мојот брат, после починувањето на мојот татко и формирав единица Елена Лука Холм. Проложив со градежиштвото онаму каде што имав застанато, меѓутоа би кажала и со многу подобри резултати, затоа што комплетниот процес на работење го контролирам сама, работам заедно со мојот тим, работиме апартмани, инвестиции во недвижен имот и сето ова што го работиме. Паралелно пред 2013 година, тоа е пред 13 години, се формира медиумски сектор кој што ми е многу битен и сајтот elenafishanel.mk кој што се занимава суштествено со мода, меѓутоа и сите други проблематики ги работи со години. Тоа е една одлична платформа каде што сите македонски дизајнери и сите кои што беа вклучени во модата имаа шанси на тие платформи бесплатно да ги промовираат своите проекти. Сакам да кажам дека сега од скоро време работиме и бања и хотелиерство Цар Самуил во Струмица, медицина, инвестиции во некои други дејности. Сметам дека прашавте која е мотивацијата, едноставно знам тоа да го правам и мислам дека правиме добри резултати, правиме убави дела и што е многу битно, Елена Лука е општествено одговорна компанија. Тоа е фундаментот и воопшто не ни е битно колку ќе заработиме и колку профит ќе имаме, многу ни е битно со тоа што го твориме, какво влијание ќе оставиме на заедницата наша, како ќе го подобриме животот на секој што е околу нас, на блиските и само тогаш сме оствариле целта. Тоа го докажавме со формирање на фондацијата Елена Лука, која што постои 10 години и сме направиле многу проекти, вклучително стипендии за средношколки, за млади девојчиња од рурални средини, за студенти. Имавме огромен проект, планирате вашата иднина за самохрани жени, економско заеднување на жените. Значи не ми се фалела сега незгодно, меѓутоа сме работеле многу. Благодарам. Импресивно. Благодарам, наистина импресивно. А бидејќи е панелот насловен како секоја жена може и треба да ја подаде рака на секоја друга жена, ние сме себични во тој поглед, тоа го покажува и практиката дека сме спремни тука сите да сослушаме некого, да поддржиме, да му дадеме совет, ама па за да бидеме инспиративни, јас имам впечаток, само уште едно кратко, повеќе би рекла статистичко прашање, имам впечаток дека во Елена Лука се повеќе жени на клучни позиции. Значи една од основите зашто Елена Лука е посебна како компанија затоа што имаме родова еднаквост. Сега не го кажам од аспект на феминизам. Едноставно почитувам квалитети без обзир на полот, на годините и националноста. Една од принципите на работење на компанијата е транспарентност во работењето и можност за регрутација на квалификуван кадар на сите нивоа кои што ни се потребни во компаниите во било која дејност, дали градежништво, мода или било што се работиме. И најбитен ни е капацитетот, иновација, креативност и затоа имаме жени на челни позиции. Кажав, не со посебна тенденција да водиме војна со мажите. Едноставно на интервјуата биле најдобри. И тие се реално извршни директори кај мене, имаме лидери, имаме менаџери на сериозни позиции, така да жените се одлични и јас гарантирам дека како жената што систематски работи, ги гледа деталите, поготово во делот на градежништвото, го приметувам тоа во функција на проектирањето, архитекти, функција на домувањето, се грижат за заедницата, за семејствата, за децата, за старите, за све, мислам дека мажите се добри, меѓутоа не толку. Така да затоа во редовите на Елена Лука има толку жени. Одлично. И благодарам. Ќе се навратиме подоцна и на вас повторно. Продолжуваме, Билјана, вие доаѓате од еден сосем друг сектор. Меѓутоа секако дека позади вас имате ваша приказна и некоја ваша инспирација и мотивација. Да ја слушнеме. Повелете. Добар ден и од мене. Јас, за разлика од Елена, имам секако поинаква приказна, од еден поинаков свет доаѓам. Навистина ми е драго денеска што... Машки свет ли е? Машки свет, се разбира. И навистина ми е драго денеска што сме во толкав број од женска популација, затоа што на нашите конференции што ги исповедуваме во IT секторот, негде над 80% од популацијата е од машкиот дел. Така да навистина ми е драго. Ви благодарам за поканата, за најавата. Во однос на мојата деловна приказна, јас по вокација сум економист и само што го завршив факултетот, економски факултет во Скопје, во дипломирањето се вработив во една локална фирма во Скопје, помала
фирма која што немаше никој огромен промет и меѓутоа беше доста успешна. Помал тим да работам. И прво се развивам во делот на набавката, потоа се вклучив во продажбата, предов кон грижа за големи корисници. Меѓутоа видов дека тоа е тоа што полето кој што се дава и опција за напредок. Тоа беше тие беа тие ограничени можности за да се оди напред, дека требаше да се премине во некоја поголема компанија. Во моментот кога јас донесов одлука дека треба да ги проширам моите знаења и да се трансформирам на некоја ново ниво, имаше оглас од мојата сегашна компанија ИТД Дистрибуција. И претходната фирма беше во делот на IT секторот, така да цел мој тој работен век е во таа бранша. Имаше отворен оглас и јас се пријавив на истиот и многу интересно, пошто ја доловувам ја приказната, е дека јас во неколкуто интервјуа што учествував со тогашните менаџери, ние ја развивавме која ќе биде позицијата на ИТД Дистрибуција во наредните години, која ќе биде мојата вклученост во секторот во кој што треба да работам, што ќе треба да се прави, што ќе треба да се иновира, што треба ново да се внесе во фирмата и во секторот и во тимот. Меѓутоа, на крајот, после сите тие интервјуа, заклучивме дека ние има една клучна разлика меѓу нас, што се разликуваме. Јас зборувам во денари, сам вака малку смешно, а моите менаџери тогашни зборуваа во евра. И тоа беше моја некоја иницијална каписна, што колку јас треба тоа да се промена, колку треба да излезам од онаа моја комфортна зона во која што сум била со години, и како треба да одам напред и да осознавам некои нови работи, за да можам, перспективата за фирмата да ја гледам на некое ново ниво. И таа разлика за да може да е утаначена на крајот. Така да таа беше приказната која што навистина ме инспирираше за да можам да вложувам и да може да се заложим за некои нови видици. Така е. Велат дека секој може да зборува многу долго, ама е умешност е долгото да го скратиш, односно да го урамиш во кога ќе ни дадат нека временска рамка во најкраток можен период, за да можеме да ги извлечеме сите поенти, така да се надевам дека овие приказни се навистина големи и секоја планина си е своја тежина, меѓутоа ние ќе се обидеме во најкратки црти, најинспиративното да им го пренесеме на денешната публика. Продолжуваме со вас, Ана. Накратко да ја слушнеме и вашата инспиративна приказна. Повелете. Маја, ти благодарам пред се многу за прекрасната најава на почетокот. Има што да се научи од вас. Тоа го согледував на тоа што зборувавте, така што фала ви многу. Чест ми е да бидам тука, да ја делам сцената со вие прекрасни говорнички и не знаете колку убаво изгледате од тука, како публика. Ви гледам и ви завидувам. Накратко, чисто за мене, јас мислам дека сум најмладата помеѓу сите вас и тоа ми е особено драго. Јас сум Ана Соколовска, како што ме помена, мојата позиција е програмски директор во стартап клуб Скопје, но како стигнав до таму? Чисто сакам да споделам од каде доаѓам. Јас потекло сум од Преспа, доаѓам од мала село се вика Љубојно, кој бил, можеби видел колку е убава. Доаѓам од таму, моето искуство, впрочем, не во бизнес светот. Јас сум човек на невладиниот сектор, така сум и порасната. Од мој 14 години волонтирам и сите работни позиции претежно мене ми биле во невладиниот сектор. Сум имала една година кога сум работела во приватен сектор, но секогаш ме фалала некоја поголема визија за промени и за импакт, ама никогаш е мал, никогаш и во луѓето што сум ги менторирала и девојките со кои што сум разговарала, попотоа се раѓале поголеми приказни што ми било особено значено. Како започна се? Да, со волонтирање започнав на мои 14 години. Порано на времето имај се волонтерски книжки кои што ни го дава и првата менторка ми беше Наташа Чавдаровска од Форум 16 и таа некако ме воведе во што се случува во тој свет.
Волонтерските искуства ми доаѓале пред се од моментот што сум го добила од татко ми. Тој секогаш ми викал, ако нешто не ти се допаѓа, најди начин да го промениш, имаш се, имаш сите ресурси на располагање. И тогаш почнував да размислувам што се можам да направам и како можам јас да придонесам кон Само се мојата извинувам, заедница. денес имам чувство дека волонтерството малку како да замира. Тоа е интересно. Има, кога зборуваме за невладиниот сектор, мислам дека се поделени во неколку сегменти. Имаме студентските организации, невладините организации, тука искуствата се различни. Волонтерството со целиот шифт, мислам дека што го добива капитализмот, мислам дека наредната генерација некако посебно си го цени своето време. Но волонтерските мрежи Не треба да се материализира. Точно, но мислам дека има волонтерски мрежи каде што се уште луѓето се активни и баш во Стартап Клуб Скопје моментално ја градиме волонтерската мрежа. И сега оно што вие го напоменувате е дека навистина кога постои еден волонтерски порив, тој треба да се гради. И луѓето треба да чувствуваат припадност во една заедница и треба некој да ги води. И јас тоа сум го чувствувала низ времето, бидејќи волонтерите не се само за еден настан, не е само за да помогнат за да се организира едно нешто и да бидат логистика во позадина, тие се луѓе кои што треба да ги градиме и треба да им посветиме внимание и во нив треба да ги всадиме новите вредности. И впрочем едно од нештото што мене ми е најголемата мотивација и нешто во што силно верувам е тоа дека јас не треба да бидам најдобра во тоа што го правам. Јас треба да бидам доволно добра за моето знаење и вештини да ги пренесам до следната генерација, а тие да направат нешто што јас не сум ни можела да го замислам. Гаењето на тој жар и тој оган е најголемата одговорност на мојата генерација и оние што се лидери во моето време. И тоа треба да го размислиме, како го пренесуваме. Ипсилон генерација, кога збориме за генерации, вие Јас сум 30-та, така што веќе спагаме во можеби Gen Z генерацијата, ама тука е големата одговорност. Значи не само да ги гледаме дека тие се потршка во одредени ангажмани, туку да работиме со нив. Тоа е цел еден развој кој што сме го имале, јас сум го имала во претходни организации кои што сум имала можност да волонтирам и да градам тимови. Тоа што важно се нивните интереси, каде они го гледаат импактот, како да ги насочиме, да ги слушаме кои им се предизвиците, да примаме фидбек од нив и да даваме фидбек кој нив кој што ќе е критичен, ќе има некоја смисла во контекстот во кој што тие делуваат. Така што не сите тие искуства, едно нешто што ми е особено интересно што го зборувам со мојата генерација, јас никогаш не сум била на интервју за работа, чисто со работките кои што сум ги имала со партнери кои што биле дел од организациите кои што сум волонтирала и таму кои што сум придонесувала. Едно нешто што сакам особено да го споменам како интересно искуство, што ми е особена мотивација. Уште во 2017, кога имав 17 години, бев ментор на една иницијатива која што се случуваше во Охрид. Децата таму, младите зборуваа како немаат Холивуд. Како ние во Македонија немаме Холивуд, сакаме да си го креираме сето тоа. Јас бев добро дечки, ајде од каде можеме да тргнеме, што е оно што сакате да го видите. Вика, во нашата школа, ние учиме средно хемиско, вика има многу талентирани деца. Вика, они глумат, пеат, имаат нивни бендови и слично и сакаме да ги донесеме на исто место. Викам, добро, имате замислено местото? И вика, домот на култура што е во Охрид, сакаме таму. Викам, добро, ајде да закажеме состанок со директорот. Закажуваме состанок со директорот, они беа само двајца. Организираа уште 30 други нивни врсници со кои што имаа креирана цела една програма од перформанси, од комедија, од глума, од настапи и јас тогаш се сеќавам дека требаше да ја бранам мојата проектна задача за матура. И јас си кажав на мојата менторка, јас денес мора да одам до Охрид, бидејќи мојот тим денес према голем настан, за да ги поддржам. И тие иницијативи кај што ние само им даваме некојаш насоки, им поставуваме прашања и ги како да го превземат следниот чекор, за мене се еден од најголемиот импакт. Они имаа настан каде што го наполнија целиот дом на култура и тоа беше особено значајно. И сега навраќајќи се кон што го работам сега во Стартап Клуб Скопје, повторно градиме една заедница помеѓу сите организации и сите оние млади кои што сакаат да започнат нивен бизнис, но воедно и работиме со нив лично, со нивните предизвици, преку менторирање, преку поставување на вистинските прашања и зацртување на следните цели каде не сакаат да одат понатаму. Благодарам, Ана, ќе се навратиме малку подоцна повторно на вас. Ќе продолжиме, госпоѓа Елена, со вас. Малку сега ќе се обидеме да бидеме попрактични, да се биде на врвот, да се биде на лидерска позиција не е така лесно.
Од она што можам да забележам, тука има едно меѓугенерацијско испреплетување и тоа мислам дека ќе биде плюс искуство и плюс инспирација за сите овде што сме во денешната сала. Меѓутоа ме интересира од ваша лична перспектива, што мислите вие, еве конкретно за вас, а и да им препорачате на другите, какви се вредности треба човекот да поседува за да може да се изгради во една таква личност и да профилира еве во репер, бидејќи можеме со сигурност да констатираме дека сте репер за многу жени. Ајде, ќе се задржиме само на женската енергија. Кои се тие вредности кои што мислите дека се клучни и не познаваат време и не познаваат граници, географски подречји и така натаму? Па добро, како што кажав и претходно, може да имате оригинален концепт, да бидете чудо од човек, да имате иновативни идеи, да сте редок примерок, може би модел на успешен човек. Меѓутоа, ако немате вистински духовни вредности, тогаш приказната може да биде многу краткотрајна, затоа што негативната енергија знае да ги уништи тие чисти канали на спроведување на една фина, чиста, креативна идеја. И мислам дека траењето ќе ви биде многу кратко или сето тоа ќе има еден лош крај. Затоа концептот на работење на Елена Лука и сето она што го работиме ние како компанија заедно со мојот тим, пред се стремиме во селекција на секој еден проект. Нормално сето тоа започна прво со истражување на пазарот, ги бараме болните точки во општеството, во делот на пазар, онаму каде што има празнини, каде што може да се инсталира проект кој што Елена Лука со своите истражувања смета дека треба да го понуди на пазарот, на своите клиенти, на своите сограѓани. Меѓутоа, најмногу мислиме на доброто на заедницата. Значи, тоа мора да бидат проекти кои што во своите конструкции имаат имплементација на еколошки практики кои што го намалуваат негативното делување на животната средина, кои што се позитивни за заедницата, се добри за децата. Значи, мораме да бидеме општествено одговорна компанија. Повторно ќе кажам, само во тие моменти можете да остварите континуиран успех и нормално, тоа не е сега загарантирано дека ќе биде така ако не работите постојано. Вложување во едукација, мора како лидер или еве како собственик 100% буквално со свој личен капитал, со сите своји ризици, како што еве јас сум го формирала цел овој концепт, најбитни ми се вработените, нивната добра атмосфера, една инклузивна работна атмосфера, каде што тие ќе имаат благосостојба, можност за развој, креативност. Луѓето што ја познаваат Елена Лука знаат дека моите вработени дошле еве од факултети, непознати лица, денеска се сите тие брендирани, добро се познаени, значи ги познаваат сите. Работиме на самодовербата, на комуникацијата и сето тоа. Моделот што Елена Лука го има, освен професионалниот дел, кажам, што подразбира бизнисот од истражување, добри маркетинг стратегии, ресурси за финансирање, од етика во работењето, правна регулатива, комуникација со здрави правни ентитети кои што ќе гарантираат дека давате производ кој што ќе биде 100% ваш во делот и на собственост, поготово еве станови, мода, што и да биде. Значи мора да бидете честни кон клиентите, освен сите тие здрави параметри, користење на технологија, еве во последно време и вештачка интелигенција користиме за инспирација, инаку не може ни таа да го замени човекот и неговиот оригинален ум. Меѓутоа одиме напред во секој тој смисол. Значи, освен тие мора да се задоволени параметри, перманентно работење, рационален бизнис план кој што е јасен и остварлив. Меѓутоа и морате да мислите на општеството, морате да мислите на заедницата, морате да мислите на луѓето и морате да мислите дека сето ова еден ден ќе заврши, дека сме дојдени од некаде и дека еден ден ќе се вратиме горе во базата и треба да одговарате за вашите дела. Тоа што Бог ќе ти допушти енергетски да бидеш на некоја позиција или некој широк ресурс, да може да ги видиш работите и позади она што се гледа со око, не значи дека треба да го злоупотребиш. Него треба да се ставиш во функција на луѓето, на нивното домување, да си помагаме, да сме поддршка едни на други, во менторство, во многу волонтерски активности, во донации, во праење на убави нешта, за да правиме среќно општество. И затоа Елена Лука мислам дека е забележана, има една посебна харизма како бренд, затоа што ја пренесуваме таа Божја енергија и љубов кон луѓето и тоа нашите пријатели и клиенти го чувствуваат. Сметам дека тука е
Многу е едноставна магијата, само сакајте ги луѓето и бидете честни во тоа што го творите и го продавате. Ништо друго. Што уште едно подпрашање, Да. нови генерации кои што доаѓаат, без разлика дали се третирани од аспект на клиенти или пак на работоспособно население, потенцијални вработени, мислите ли дека се уште ги гаат тие стари некои вредности или има сега нови вредности кај младиве, како се справувате со нив? Посебно ги почитувам. Ете, дори имаме договорено состанок со стартап клубот. Ќе се видиме некаде од понеделник, знам. Супер. Кога ќе видам јас одредени николци на пазарот, Така е. сериозни млади луѓе, значи да се разбереме, новото време носи Нови специфична предизвици. енергија. Така е. Така е, нови технологии, нови едукации, нови вредности, многу се брзи децата размислуваат. Меѓутоа, вие треба да бидете мајстор како стара генерација, сум 71 година, например, 1971, кога било тоа. Се трудам да ги следам и многу учам од нив. Значи, многу ги почитувам младите. Меѓутоа, најдобра е комбинацијата во делот на етика, на морал, и спреплетено со нивното знаење и брзина и познавање на новата технологија за брзи информации, мислам дека правиме чуда од проекти и сериозни реализации. Инаку децата реално помладите, со цела почит кон нив, они сака да си го вреднуваат и да си го уновче тоа што го работат. Сака да си наплатат коректно и драгоцено им е времето. Мислам дека постарите генерации дава многу повеќе од себе и повеќе сме работеле на волонтерски, сме работеле на вредностите, меѓутоа и они брзо учат доколку видат дека зависи на кој пазар работиш. Во Македонија не може тоа туку така да се реализира секоја минута да си ја наплаќаш, труд интелектуален или познавање на или значи не може и затоа они после одредено време влегуваат во некои други канали на реализација на бизнисите и сваќаат дека миксот е најдобрата формула за успех во бизнисот. Ви благодарам. Генерацијски. Мора да излеземе од комфорт зоната и да ги Да. прифатиме промените, за да бидеме во тек со сите новитети кои што се на пазарот. Благодарам, Билјана. Продолжуваме со вас. Вашата титула е генерален директор, менеджер, едно од најпосакуваните, имам такво чувство, некако новиве генерации како доаѓаат, забораваат други позиции, освен оние кои што почнуваат со директор, генерален менеджер. Имаше статистика која што кажа дека моментално младите 60% од нив не сакаат да бидат на менеджерски. Да, сега го најновите статистички податоци, да, затоа што сакаат повеќе фриленс и некои самостојни позиции кои што ќе им овозможат поголема флексибилност во работењето. Точно тоа се овие за нови истражувања и фактичката состојба тоа го покажува. Ме интересува. И со сето тоа помали обврски и одговорности. Мислам, тоа е тој генерацијски јас некој кој што треба се уште да направиме некој баланс за да може да се изнајдеме и заеднички да работиме. Супер, Билјана, можете да продолжите со коментар околу предизвиците со кои што се соочувате на вашата позиција и во вашата компанија и конкретно предизвици во индустријата од која што доаѓате. IT индустријата е широко поле работа, многу ветува во новите модерни текови. Предизвици се матене на секој чекор од работата со клиентите, од делот на маркетингот, од делот со работа со купувачите, работа со тимовите кои што ги имаме во фирма. Уште важи за најплатена индустрија, така? Важи за најплатена, најверојатно да. Меѓутоа, сега пошто сме ние тука на некоја женска конференција, сакам да споменам дека иако сме на крајот на 2024 година, никога ќе ги затвориме очите и кога ќе помислиме на некоја IT индустрија или пример software development, дека одиме во некоја канцеларија кај што се software development или програмери, ние замислуваме само мажи. И тоа е оно првично каде што треба да се работи. Не е така. На терен има доста жени кои што учествуваат во градењето на сите тие бизниси. И така да, сметам дека за можеби година, 2-3 кога наредно ќе се собереме тука, кога ќе имаме прилика да размислиме за IT светот, дека нема да гледаме само дека само мажите учествуваат во градењето. Мојата позиција, да, подразбирам, многу опфаќа делови од работењето, поглавно работата со клиентите,
градењето на тимовите, работа со вработените, работа со добавувачите, сите тие три како правци да можат да се средат во некој триаголник кој што ќе цели кон некоја визија која што сме зацртале на почеток на годината. Така да тоа е нешто воглавно, меѓутоа и огромна уврска и ангажираност и грижа која што треба секојдневно да се покажува, за да може сите тие да како човечки ресурс што ни се во компанија да можат да се вложат максимално. Зашто мора да се покаже и страста, и дека веруваме во тоа, и дека тука сме за нив постојано, за и тие да се чувствуваат удобно и да го дадат максимумот од себе. А во делот што разговаравме за капот меѓу волонтерството на новите генерации и овој дел дека колку ја ценат работниот час, мислам дека ние како општество треба да се работиме и како треба да ги едуцираме младите луѓе, дека првично навистина треба да се изградат некои вредности кај нив кои што ќе допринесат за општеството, ќе се стекнат со знаења, ќе може да го најдат својот ментор, да поработат на сите тие вештини кои што им се потребни, преку тоа да се вклучат во деловниот свет. Ти благодарам. Имаме многу за дискусија и за разговори. Еве веќе Катерина ми сугерира дека малку го надминуваме времето, ќе се обидеме да бидеме концизни при крајот. Ана, истото прашање за вас и на крај ќе завршиме, ќе сублимираме уште со по едно прашање. Предизвиците ме интересира со оглед на тоа што сте млада, имате прилично мало работно искуство. Ме интересира дали има нешто што ви промениле да сте сега, таа Ана што ја спомнавте пред 5-6 години, на 17 години, и какви се предизвици исто има во вашиот сектор, во вашата компанија, на вашата позиција? Мислам дека предизвиците се неизбежни, постојат од различни аспекти, дали се во комуникацијата што сте корпоративни партнери, на гањето на местото во заедницата каде ние делуваме, комуникацијата со останатите чинители во секторот, како го градиме тимот, ние сега скоро се екипиравме како тим, но она што е интересно и често си го зборуваме како тимот, гледаме предизвиците да ги отвараме како можности, односно доколку има нешто што моментално првпат се соочуваме со тоа, да го истражиме како може понатаму ние да научиме нешто од тој процес и да го предизвикаме ние предизвикот, односно да отвориме нешто ново што можеби претходно ние не сме го осознале како такво. Тоа е првиот дел и имаме една многу интересна практика во тимот што може да ја пробате кога имаме некоја активност со мојата колешка Бисара, моментално не е тука, кога има она некој таск што е на пример предизвик и е малце надвор од комфорт зона да го сработи, користиме џокери. И, например, вика, Ана, сакам заедно да го сработиме таск. Повика пријател. Да. И јас имам џокер кај Бисара, за кога јас имам некој таск што не сакам да го сработам, да го сработиме заедно. И така сите тие предизвици кои што не се како моменти со кои што се соочуваме, се предизвикуваме себе си за да отклучиме можност, затоа што Бисар учи од мене, јас учам од неа и мислам дека тоа многу корисно. Исто така имавме како например да се обратиме на младите, бидејќи ние имаме инкубаторска програма која што почнува веќе следна недела, ни е првиот киков настан. Како да се обратиме до сите оние кои што имаат бизнис идеја, без разлика на нивните години, они се на почетокот, можеби дел од вас сте размислувале за некој ваш бизнис, но сте го отпочнале. Сега предизвикот е како да се стигне до тие луѓе, уште поважно како да стигнеме до помладите. И него во стартап Скопје, мислам дека многу вешто го правиме тоа, бидејќи сме активни на сите социјални мрежи и креираме контент и содржини кои што нив им се интересни, атрактивни или предизвикуваат да не се обратат. Така што тие некои моменти ги гледаме како, окей, ова е можност, ајде да научиме која е пораката што треба да испратиме, како ќе испратиме истата, што ќе добиеме како фидбек и мислам дека тоа го правиме доста умешно последнава година, што тоа што снимале два инкубаторски повици на почетокот на 2024 и сега ние завршуваме годината со уште еден инкубаторски повик, а бележат над 300 апликации, што е многу важно. Нив селектираме само 30, а 15 се дел од тримесечната инкубаторска програма. Тие пак, за нас се многу научени лекции. Значи, сите тимови кои што ќе дојдат имат различни капацитети, познавања и вештини, а тимот е најважен, бидејќи некоја идеја може да се промени како таква, но
тимот кој што е основачкиот мора да биде издржлив и упорен низ процесот. Оние добиваат менторство, знаење, поддршка за да административните процеси на почетоци на компанија, го имаат и простор на стартап в Скопје кој што може да го користат за работа, но предизвикот е како да ги отвориме мајндсетот на тимот, или да размислува малце пошироко, да се осознае помеѓу себе, да гледа како може да ги решава проблемите внатрешно, но и надворешно како да се позиционираат на пазарот. Така што ги имаат многу аспекти, тоа сакам да го посочам, но клучното е дека ги гледаме како можност да научиме нешто ново, бидејќи секоја група која што доаѓа кај нас е толку различна, а носи своји убавини. Ти благодарам. Пред да ви се заблагодарам на сите, само по едно вака кратко излагање, една топла препорака и совет за сите идни жени предприемачки кои што работат, сака да се надградат во бизнисот или оние кои што се плашат, имаат некоја бариера, некоја стега, да ги мотивираме да ги тргнат сите тие бариери. Повелете, господја Елена. Има многу такви прашања од младите или секој кој што сака да започне своја бизнис, приватна кариера. И секојаш им кажам, ова идеја, се што имаш во моментот, нема потреба да чекаш соодветни услови да се исполнат. Никогаш тие услови 100% нема да се исполнат. Значи, стартува веднаш со идејата и почнува со концептот. Тоа е се што имам да им препорачам на сите оние кои што сакат да направат нешто повеќе во својот живот во делот на бизнисот, лична развојна кариера во тој дел. Самодовербата е многу битна, нека веруваат во тој концепт. Многу работење нормално и секогаш кога ќе најдат на некој кој што ќе ги оспорува тие идеи нивни или ќе сака да ги одврати од патот на развојот, нека го искористат како контрамоќ и едноставно само да бидат свесни дека биле забележани и дека може да додат понатаму. Нормално, многу уникатно, здрава идеја, работа, меѓутоа сега е времето за реализација и се што треба, Елена Лука им стои на располагање за менторирање, за било што, за насоки, да работиме заедно и да бидете жена е сериозна сила, е сериозен капацитет и ние треба да го менуваме општеството во тој правец. Затоа секој од нас може бизнис слободно да работи. Супер, благодарам. Може да направим. Јана, накратко една реченица, само мотивација. Во духот на феминизмот, пошто сега сме жени предприемачки. Така си почнеме, така ќе завршиме денеска. Да, кога ќе прашате еден маж или кога ќе констатирате дека нешто го направил одлично, одличен бил во работата, и го прашате како го направи тоа, и он ќе ви каже дека е супериорен, и дека е неверојатен. И тука завршува нивната приказна. А кога прашате една жена, како Елена Лука, што е сега успешна, како го направи тоа, како успеа, она воглавном ќе ви каже дека тоа беше тешка работа, дека беше помош од околината или дека многу се трудела. Никош нема да каже јас сум супериорна, јас сум неверојатна. И таа е таа различност меѓу нас и која треба да ја менува. Таков ни е сензибилитетот. Да, сензибилитетот да го задржиме. Дипломатија малку. Да. Меѓутоа, самодовербата, љубопитноста, можностите да ги грабаме, да можеме да застанеме на масата да преговараме. Преговарате за вашата плата, преговарате за услови кои што ви се нудат. Не се срамете, бидете самоуверени, тоа е клучот на измеѓу едното и другото. Комфорт зоната и растот не одат рака под рака, ќе мора да се откажеме од едното или од другото. И така може цврсто да чекуваме. Благодарам, Јана, за инспиративни совети и пораки. Јана, завршуваме со вас. Да, овој треба порака до сите предприемачки идни. Така? Да. Сакам само да им кажам, која да си ќе се обратам во прво лице, ако може би си прво просторијава, како да се обраќам на сама себе, сакам да знаеш дека си доволно добра во моментот сега каде што си, дека не си сама и дека стоиме позади тебе. Браво! Благодарам многу. Прекрасни дами, ви благодарам на овој разговор, народно кажано муабет ми беше преубав во ваше друштво и посакувам многу успеси во иднина, здравје, прво среќа и многу љубов. Почитувани ви благодарам. На тебе голема благодарност, прекрасно беше. Благодарам. Значи и прекрасно изгледаш, морам да кажам. Благодарам многу. Прав модел, нареден пат на писта. Преубава.